Од граѓански активист преку шарен револуционер до независен пратеник во Македонското собрание. Има дипломирано на Факултетот за безбедност, иако се наметна како политичар на новото време. Со своето дејствување го означи новиот начин на делување, со кој им дава простор на сите општествени фактори, секако заслужени со своите активности. Но кој всушност е Павле Богоевски приватно? Што сака да прави во слободното време? Каде излегува, но и дали е заљубен? Политиката ја оставивме настрана, а се ова и многу повеќе дознаете од разговорот во продолжение. Добар ден, Павле. Денеска седнавме на кафе да испиеме кафе и да направиме муабет надвор од политиката. Колку вие имате време за вака да се седнете да испиете едно кафе на раат? Па, имајќи предвид дека во цела кариера ова ми е второ снимање на теми надвор од политиката, можам да кажам дека малку време имам за дискусија на вакви теми, ама тоа не значи дека не уживам посебно во секоја тие прилика. Знам дека имате многу обврски, дека сте зафатени со оној политичкиот дел, сигурно си имате и надвор од тоа многу обврски во текот на денот. Како ви поминува еден ден? Што правите од самото утро па до дека не ви заврши? Кога ви завршува всушност? Тоа во најголемиот дел зависи од собраниската агенда, со тоа што треба да имате предвид дека не секогаш кога нема активности во собрание, значи дека ние немаме активности на поле на подготовка на тоа што треба да го правиме во собрание. Работата е таква да бара многу подготовка за да можеш квалитетно да си ја вршиш. Кога немаме обврски во собрание, тогаш работите се малку полабави, условно кажано, и денот си го планирам највеќе на средби со граѓани, средби со пријатели, комуникација во поглед на политичките активности кои што ги има. Ама да, секогаш кога ќе успеам да украдам прилика, таа ја користам за поминување на време со моите пријатели, без разлика дали е на кафе, дали е во некоја кафеана, или пак, ако имам среќа, може би дури и излегување во некој од скопските клубови на вечер. Ке се вратам кај кафеаните. Кога одите да се опуштите со пријателите, дали знаете некоја песна да си нарачате за своја душа, па може и да ја отпеете? Да, знам и да си нарачам песна за своја душа. За жал, знам и да ја испеам, кога велам за жал, мислам за жал на моите присутни околу мене што се, ама избегнувам да го правам тоа поради тоа што гласот на пејачот кој што е во кафената во 99 од 100 прилики е подобар од мојот за песната, па да оставам и другите доживеат малку, нели? Дали сте гурман? Да, многу голем гурман и не само за јадење, туку и за готвење. Обожавам и си самиот да си ја подготвам храната. Што најдобро знаете да сготвите? Месо. Кој е ваше омилено јадење? Па, кога станува збор за месо, обожавам да спремам ребра, ама бавно печени, под фолија, некој сад да се остави убаво да ги впие месото соковите и после тоа да се направи само една совршена коричка од озгора, за да биде идеално за сервирање пред гостите или пријателите кои што ги имате поканата на вечер. Кога сте приватно излезени, колку знаат граѓаните да ви придат, да ви дадат некој совет, критика, па и пофалба? Луѓето кои што секојдневно одат на работа си го живеат својот живот, во својот редовен живот многу ретко имаат прилика да седнат очи во очи со некои од политичарите, со некои од луѓето кои што ги носат политичките одлуки. Па така да кога ќе ја начекаат таа прилика, разбирливо дека сакаат тој момент да го искористат за пренесување на некој политички став, критика, пофалба, сугестија или така натаму. Така да без разлика дали сум излезен приватно, дали сум излезен службено или едноставно одам од едно место на друго, секогаш кога ми се случи некоја таква активност, се трудам да го одвојам потребното време и да го изслушам човекот што на вистина има да каже и не никогаш не ми оптеретување без разлика дали сум излезен во град, дали сум на работен состанок или слично. Како се соочувате и колку ги гледат оние критики, да речеме, што ги добивате на модерните социјални мрежи? Најчесто на Твитер сте помеѓу главните за коментирање. Па вака се, поготово на социјалните мрежи, луѓето кои што ги прават најострите, најрадикалните чекори, најчесто се изложувани на најголеми напади. Тоа е дел од работата. Значи, не иде едното без другото, условно кажувам, нема тапкање по рамо, без да има и некоја пцовка, критика, посебно на социјалните мрежи, кај што филтерот за директното изразување на многу пониско ниво. Ама па... Како се справувате со хејтерите тогаш? Па не, на прва работа, видите, секој од тие пораки ги читам, би било неодговорно ако не ги читам. Прва работа која што морам да ја изанализирам и да ја земам во предвид е да видам дали таа порака е исклучив резултат на која што рековте хејт или навистина има некоја конструктивна критика скриена меѓу зборовите кои што се напишани. Кога ќе ја направам таа прва подолба, автоматски заклучувам дали треба да посветам време и енергија на таа порака или не треба да посветам. И за сам крај, што вас ве прави среќен? Мене ме прави среќен прво ефективност од работата. Второ, проаѓање на времето на начин кој што ме исполнува.
Например, тоа што сакам најмногу е после еден преоптеретен ден, после еден пренапорен ден, едноставно да си дојдам дома и да зборувам за тривиални работи со девојками, или да поминам едно кафе со пријателите каде што ќе зборуваме буквално од временска прогноза до надпревар во спорт, до некоја тема која што нема врска со работата, или пак едноставно да седнам и да дискутирам со граѓани над теми кои што им се означање на нив, а ја да го поминам моето време бедувајќи се да најдам начини како можат тие нивни идеи да бидат реализирани во конкретни политички предлози. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата, ми беше чест.